Мано ке бара флексибилност во преспанскиот договор за да си го задржи името на институцијата. Меѓу академиците постојат спротивставени ставови и погледи на договорот за промена на името, но тоа било легитимно, вели Таки Фити. Идентитетот и јазикот биле зачувани, решени, дури и зацврстени. Сепак академијата ќе врши консултации со правниот тим за да и остане името и да не се преименува во Академија на науките и уметностите на Северна Македонија. Затоа колку е зачуван идентитетот ако се сменат имињата на институциите, вклучувајќи и Македонската Академија на науките и уметностите, Таки Фити вели. Идентитетот со тоа нема да се промени на Република Македонија. Има едно компетентно мислење што академик Камбовски го изнеси на вчерашната конференција за печат, еве и сега го кажа. Ние поаѓаме од тоа дека ние навистина сме буџетска институција, меѓутоа не комплетно буџетска институција, бидејќи дел од средствата ги обезбедуваме и од научни проекти. Ние сме највисоката научна институција и од тоа што го спомна и академик Камбовски, дека научната сфера е посебна сфера. Премиерот Заев најави дека имплементацијата на договорот ќе се случува во фази. Македонија направила добар договор. Грција го призна нашиот идентитет. Можеме да бидеме стабилни и срекни, кажа премиерот. Дека духот на договорот веројатно во текот на неговата имплементација ќе го разложуваме до самиот свој ситен детал. Вклучително еве и за прашањето кој што го отварате за Мано. Треба да знаете сите дека се што е по линија на новото име, доколку граѓаните тоа го прифатат, ќе се применува по вертикала до крај. Се што е по линија на идентитетот, ќе се применува по линија на идентитетот до крај. Значи македонско, македонска академија или слично е идентитетско прашање, но и државна институција. Финансирана да и од државни пари. Со секој компромис се чувствува загуба, кажа американскиот амбасадор Бейли. Немало совршен договор и одлично решение, но според него ова бил најдобриот договор што можел да се добие. Кажа дека лично се залагал да и помогне на Македонија да го реши спорот. Ке има промена на имињата, но ќе влезете во НАТО, кажа Бейли. Тоа е договор кој што признава и поддржува македонскиот идентитет, јазик, но исто така бара да се промени името на државата и на нејзините институции. Некој од нив, имплементацијата ќе биде прилично. Некои аспекти ќе бидат потешки за имплементација од другите и знам дека некои луѓе во оваа земја се загрижени за ова, но сметам дека треба да се запомни дека исто така ќе се случи и тоа неколку наредни години. Францускиот амбасадор Тимоние потсети дека Обединетите нации одамна го имаат признаено македонскиот јазик, но и дека овој чекор што сега бил направен со преспанскиот договор конечно воспоставил пријателски односи. Нова се согласи и германскиот амбасадор Герберих. Стојан Андов како прв претседател на Македонското собрание ги повика граѓаните да гласаат на референдумот. Обраќање имаше и вице-премиерот Османи кој кажа дека владата успеала за една година да ги затвори договорите со Бугарија, со Грција, да го донесе законот за албанскиот јазик и да спроведе 95% од реформите за да добие датум од Европската Унија. Димитров денеска од Ману порача дека со овој историски договор заветот кој се дал уште во 1991 година за независна суверена држава сега се исполнува. Во изминатиот период голем дел од академиците јасно го искажуваа ставот дека се против промена на име ерга омнес, уставни измени и чепкање во идентитетските прашања. Академик Кюлавкова меѓу повеќето обраќања главно на социјалните мрежи праша зошто воопшто се спроведувал референдум за промена на името кога преспанскиот договор не зависел од него. Сличен став имаше и академик Маџунков.